Почитувани присутни, изминуваат 2 години од како сум градоначалник на општина Ѓорче Петров. Го трасиравме патот и се движиме цврсто по него. Конечно, транспарентно и отчетно објаснуваме каде се трошат парите на граѓаните во нивни интерес. Кога ја презедовме општинската администрација, затекнав долг од над половина милион евра. За кратко време, со домаќинско работење и без помош од централната власт, општината ја раздолживме целосно. Како најголем успех, ја извојуваме најголемата капитална инвестиција во нашата држава, клиничкиот центар, кој ќе се гради на територијата на општина Ѓорче Петров. Најголемата капитална инвестиција која што ни ја остави ДПМН беше уништување на паркот во Ѓорче Петров, со давање на дозвола за изградба на голем трговски центар и општинска зграда, која за жал ни оставија заплеткана во правни лавиринти и хипотеки. За само 2 години успеавме да направиме неколку проекти за градинки. На пролет започнува изградбата на најмодерната и најсовремената градинка во земјата, во Волково, со капацитет од 175 деца. Правиме напори да ја прошириме и градинката Детелинка со капацитет од нови 70 места за следната година. За 12,5 години власт на претходната администрација во Ѓорче Петров не беше направена ниту една нова, а камоли проект за нова градинка. За 2 години успеавме да обезбедиме и јавно-приватно партнерство за квалитетно осветлување со нови LED светла, чие поставување стартува деновиве. Ние сме прва скопска општина која интегрира систем на најмодерно улично автоматско осветлување. Пола милион евра инвестиравме во колектор за атмосферска и фекална канализација во Ѓорче 2, Дексион на улица Радушка. Почитувани, апсурдно е што во 21. век мора да се занимаваме со изградба на водовод. Меѓутоа, очекуваме да биде пуштен во употреба новиот водовод во село Никиштани. Обезбедивме пари и досега реализиравме на 30 км фекална канализација. Дополнително, преку Министерството за транспорт и врски, обезбедивме нови 700.000 евра, со што ќе комплетираме канализационата мрежа во Волково, Кисела Јабука. Во основното училиште Јоаким Крчовски градиме нова училишна спортска сала. 60 години е старо ова училиште и ниту една власт не создала основни услови за подобрување на физичкото воспитување кај децата. На почетокот на следната година стартуваме со изградба на спортска сала во подрачното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Хром, за што е изготвен проект. И доградба на истото со нови училници и замена на азбестниот кров на старото училиште во Хром, во Ѓорче. Го враќаме и корзото во Ѓорче Петров. Интензивно се работи на завршување на првиот дел кој треба да биде готов до нова година. Почитувани представници на медиумите, изминуваат 2 години од мандатот. 2 години го штитиме зеленилото и дополнително обезбедивме нови 2000 садници во општината. Со мораториум за градба на згради и изработка на квалитетни урбанистички планови, го зголемуваме зеленилото и го креваме нивото на урбано живеење. Сите градби кои ќе следуваат во иднина ќе бидат согласно европските стандарди за хумано урбано живеење. Нема повеќе да дозволиме урбан хаос на сметка на урбаниот живот. Во изминативе 2 години, без дополнителни задолжувања, рехабилитиравме и направивме над 60 улици во општината. Паралелно рехабилитираме улици и во урбаниот дел. За следната година најавуваме дека продолжуваме со исто темпо да работиме на идентичен развој на руралниот и урбаниот дел. Очекуваме да се завршат сите отпочнати проекти во неурбанизираниот дел на Ѓорче Петров, а напред да почне изградба на фекалната канализација во Орман со колектор и пречистителна станица за отпадни води. За напред исто така очекуваме да започне и капиталната инвестиција изградба на градинка и амбуланта
во Дексион. Ова е само дел од се она што јас, мојот тим и Советот за овие 2 години сме го сработале. Продолжуваме да ги решаваме долгогодишните проблеми на жителите на овие населени места. На прав пат сме, како и досега, ќе работиме одговорно за урбано и модерно Ѓорче.